Цветанка Петковска е родена и порасната во Скопје. Таа е единствено дете на своите родители. Пред деценија и пол животниот пат ја носи во Тетово, каде се мажи со супругот и му раѓа 3 деца. Тие се уште малолетни и можеби си би било стабилно и понормално до лани кога дознава една сурова вистина дека боледува од карцином. Болките и зачестуваат и таа не била способна да ја издржи работата. Морала да даде отказ и супругот останал без работа и тоа е капка во преполна чаша за нивните проблеми. Живеат во стан во центарот на Тетово каде веќе нема струја со месеци поради неможноста да ја платат истата. Тоа влијае и врз животот на низините деца. Немаат услови за бањање, за учење, немаат ниту храна за дома и за на училиште. Претежок период од нивните животи. Најмногу бола детските солзи. Тие ќе речат дека се смејуване на училиште затоа што не одржуваат хигиена, не носат храна и немаат убава облека. Сите ги избегнуваат, а сакаат да се дружат и да учат. Затоа замолуваат да им се помогне во овие тешки мигови, за да може да ја видат мајката здрава еден ден, а тие пораснати и горди жители на својата земја. Добар ви ден. Дојдовме да ве посетиме повтор пат. Вака премина врата. Фала ви што дојдовте. Фала ви за све што направивте до сега. Фала и како екипа Срцена дланка, ви благодарам први на вас. Феноменална екипа сте. Прекрасна водителка сте. И Ви се помогна, очигледно од вашава реакција. Денеска имавме донација на детска соба за децава. Еве сега моментално сме малку расфрлани, ја местиме. Али мислам дека срам нема, нели? Повелете сега. Да се заблагодариме прво на вас од све срце, на сите, посебно на од Неготино, на Трајче да се заблагодариме на сите останати што ни помогнале до сега од све срце. Што се смени во твојот живот? Па скоро све. Само уште мајка ми да се спаси ќе биде ќе ми биде цел живот. Многу среќен. Да. Што ви помогна? Што ви се случи промена? Ете, може да видите. Имате струја? Имаме струја, што е најбитно, нели? Што беше моја прва единствена желба, да имам струја за не за мене, за децата воопшто. За мене како и да е животот или поминал, да го кажам, среќна сум, фала им за донацијава, за струја, имавме донација на клима, Шпорет, електричен шпорет, Храна, облека поготово највише за незе, еве денеска детска соба, парични средства, да можеме да обстанеме, да си купаме лековите, да можем да... Кој што гледате, не сум како што бев, станов не е наш. Нешто се збореше, се слушаше дека тетката сака да го продава станов. Па останете на улица, но... Ќе останеме на улица, но сега билким со овие апелки имаме и нешто, можеби. Сепак фала ви као екипа преви на вас. Прекрасни сте, прекрасна водителка сте. Не очекував дека ќе има толку хумат, прекрасен народ тука во Македонијава, а и надвор. И од надвор имавте донација? Да, се прошири ситуацијава и надвор. Не знам, да се поклонам до земја, малку ќе биде. Малку ќе биде. А не се каете што го ставивте срцето на дланка, што побаравте помош? Не, воопшто не. Воопшто не. Не. Прегорда сум, не за самата за себе, прегорда сум за децата. Што буквално до негде успеав, што го стев срцето на дланка, успеав до негде да им возможам на нив убав, пристоен живот, без понижување, без смеење. На нив им се смени животот. На кој начин? Па, сега нема толку понижување, нема толку навреди. Еве, голема благодарност исто до Тинекс, што имаме секој ден јадење леп. Благодарност и до директорот на земјоделско, што има возможува топол оброк за во школа. Значи, тоа е решено. И тоа е решено. Благодарност голема и до нив. Марија, што се смени кај тебе во животот, Злато? Па скоро све запознав ново друштво, ме прими и ја се дружа со мене. Сега имаш облека, имаш храна. Имам све што ми е потребно. Нешто ти фали ли? Не. Само уште мајка ми да оздрави. Неголемото олеснување ми е на целата моја болест, што не можам уште
операција ми се закаже, се имам и хемотерапии, што морам поише нези да одмарам, да здивнувам. Фала и на Марија што ми помага во цела ситуација. Петар у школа, најголемо веснување ми е што директорката од градинка ми го прими Кирил во градинка и сега си редовно во градинка, што ми е најголемо одеснување. Од првото снимање која Откако отиде сторијата во сторијата на телевизија ми го примија и Кирил во градинка, што ми е најголемо одеснување. Сега може и да се социализира. Директорката не кеше да каже кој е особата и до нејзе голема благодарност, што ќе ја плаќа додека Кирил иде во градинка. А некој донатор ќе ја плаќа градинката? Да. Додека Кирил иде во градинка ќе биде платена Секој таа ден. женска особа, која е не знам, сепак благодарност и до директорката на градинката Младост и до таа особа, мада не ја познам. Донација како донација имавме денеска детскава соба, климата ја имавме добиено, додека бев 2 месеца на онкологија, климата беше добиена. Сега вамо во кујна електричен шпоред. Ми кажавте и дека компјутери добиле децата. Да. Еве електричен шпоред, храна. Храна. Веќе не Не, трпите за лепи, не не. одите да просите некој денар за леп. Не. Што ќе препорачате на сите оние кои што живеат тешко, како што вие бевте пред некој месец? Да им се помогне колку што може. Јас се би рекла, знам ја тоа го претрегав, го поминав. Колку можам сега, ја ќе помогнам. Може би не можам, сум кизне колку многу. Јас што викам и 100 денари на некого да му се подадат кога му е најтешко, премногу значат. Од кога почна донацији, од кога дојде, се вратив од онкологија, имам ја донирано на 2 пати по 500 денари. И стварно задоволството е и чувството е многу убаво кога на некого ќе му помогнеш како што ти помагале на тебе. Игор Младеновски е 42 годишен човек роден и израснат во планинското село Мартинце. Живеел сиромашен селски живот и како дете, а кога пред 15 години одлучил да се ожени со девојка од истото село, не ни помислувал дека еден ден животот со семејството во амбарот ќе му го поремети веста, дека сопругата ги остава малите дечиња сами среде ног и дека никогаш повеќе нема да се врати. Игор работи од утро до мрак за да донесе леп за децата, а Марија, иако многу млада и се уште со детски соништа, ја игра и улогата на мајка и на сестра, зашто на неја остануваат обврската да ги облече, избања, нахрани и да учи со своите братчиња. Секоја и секутина и лузна од прстите на Игор пак ја раскажуваат приказната за неговиот тежок работнички живот по шумите и рудникот Ораница каде заработува за децата. Сам носел камења и направил 2 соби за нив за да ги пренесе од амбарот во нормален дом, но неговата сила не е доволна. Најтешко за сите, посебно за децата, е што за да стигнат до градот мораат да пешачат 1 час низ страшна шума со диви животни кои едва ја поминуваат со автомобил. Децата за жал на училиште одат и мокри, а чисто и гладни. Со учениците мислат дека се скржеви, а не дека татко им нема услови да им купи ниту молик, ниту гума. Дома сите спијат на еден кревет во претесната соба. Никој од другарчињата не сака да ги посети зашто се сиромашни. По овие мали души едногласно ќе речат: најсрекни ќе бидеме да се преселиме поблиску до градот и да имаме своји соби каде нема да се срамиме од другарчињата. На само неколку километри од градот Крива Паланка, селото Мартиница, со неколку куќи. Една од нив куќата на семејството Младеновски Игор со 3 малолетни деца. Живее самохрано и едва ги прехранува. Добар ден. Игор, Оливера, срце на дланка. Игор Младеновски. Ве пријавија, немавте дури ни за кредит за да ни свртите. Тачно. Ве пријавија луѓе. Се позајмив од едни пријатели да ви се јавам. Така, што е проблемот? Како живеете? Проблемот е
Еве 6 години сум сам, самостоен татко. 3 малолетни деца имам, чувам ги. Мајка ни ги остави. Тој заправи нешто натаму нааму. У школа ги праќам свити да 3. Потоа многу е далеко за школување. Идвајте довме. Еве ќе дојдете, ќе видите. Од градот оддалечени Околу 2,5 километра. 2,5 километри на Да, колку е... ама се е црн пат и е многу успон. Секој сабале ги спремам за школа. А како одат до училиште пешки? Све пешки. Превоз не ги вози. Зимуски кад е многу ладно, снег, врне, дуа, нека ти не може да отидат касно ти на час. Али нема што да ни правим. А Но како ви секој поминува ден- денот? Денот со тим поминува убаво, ама сака си да не могу удобство све да ни дадем. Работите ли вие? Да, ја работеше до скоро, па малце да напуштим, да се завртим околу нив. Мора се Мора да внимание. тачно. Мора да се исперат тие деца, се на рана да се... Тешко ви е сигурно. Тешко е, како не. Штом ги сам чуваш, тешко е. Сигурно и взимате нека минимална плата и не стигнува за Па, целиот. не. Како да преживеем, како да прехраним децата и за мене, ако остане нешто, што остане, ако не, нема. Вие сте задолжен за се? За Да, да. пирење, чистење, Се, храна? се. Значи, немам помош од нигде. Имаше тие по 8,30 што ги пуштеше, ама тие 10 години толку тие се завршени. Немате никаква друга помош? Не. Тешко е Сек за сек. Три деца. Да, да. Немаат ниту друштво. Нема со кого да се играт. А деца како деца сака да се играт. Сака да се прошетат, да иде да се напие на едно сокче. А што ви е Едно најтешко, сендвичче. Игор? Па да ти кажем, најтешко ми е што не мога да ги симнем доле, понадолу да ги симнем, малце да ги извадим од каулот. За да бидат поблиску во градот. Сигурно би било и на вас полесно. Да. И за работа и за се. Па и за све, пошто ја саат време одим пешки. Еден, Саат назад. 2 саата. Ја у 3 станем, у 5:15 треба да се качим. Од 3 ги оставате сам, И па што да ги правам? но примерно Морам. сте мали. Морам, нема што да ни правам. Па сигурно ви е тешко Е, и кога па- ви бараат за храна. И па секој ден. А ја секој ден немам. А нека ти гладни се. И тоа се случи. Па немам одек да не најдем. Тоа е најтешко едно дете да е гладно. Не па. Оно едно да е доа, ама они се 3. А вас ве боли за сите еднакво. Ама нормално. Сите деца се ми исти. Ова са децата. Еве ке. Тука се и како икончиња, само нема што да правам. Браво. Браво. Игор е роден и пораснат во селото Мартинце, Крива Паланка, во сиромашни селски услови. Од родната куќа се жени и со сопругата се сели во амбарот кој станува нивни дом и гнездо, во кој ќе се родат нивните 3 рожби. Имал план да направи пубава куќа собирајќи камења од реката и камен по камен, издедал скромен дом за децата, кои една ног додека спиеле, биле напуштени од мајката. Од тој ден веќе не е ништо исто во неговиот и животот на децата. Сам работи од утро до мрак за да ги прехрани додека децата седат сами и стануваат рано за да испишачат 1 час до градот за да стигнат на училиште. И јас сум тука роден, значи у таа старата куќа таму, па и тука сум израснал како дете. Па после тој како се жени, оттам се пресели, у тој е поранешно амбарче. Тоа е било за старо време, жито се чува. После ја таму седе и после овеќе започна, ама не може така да правим. Како живеевте како дете кога исто во ова село растевте? Сигурно и тогаш биле лоши условите. Па и да ти кажем, не сам имал 10 динари за една кифла. И тек смо биле сиромашни, са биле старите, не сам могле да ни дават. Колку смо могле, толку до смо далени, како се ни издржале, они си знаат. Дрва е терал там по Ционски дол, да обстанат само. Ама секи тој нема. Татко ви е починал? Он е почитен пред 15 години. А таму каде што живеевте како деца, таа куќа постои ли? Па он е постоја, ама али не може, нема за седење минува. Распада се више, пада. Од 15 години сам почнал момок да бидем и сам многу работи. По шума, по приватно, граѓевина, али сам не можеш ништо да сместиш. Само како да преживееш. Работеше прво во шума, сечеше со моторна пила од дрва, после
2 години како сум во Тураница. А пред тоа сум во Шумовел. Се уште работиш? Сега не, ме напуштив поради децата, нема кој да ми ги одржава сега. Додека одат на школа, мора сум покренив. А како ќе ги прехраниш без плата? Не знам. Не знам како, мора некако да се снајдат. Сега немате никаков приход? Нема. Сега моментално од никаде нема. Кога ќе дојдат сметките? Не знам што ќе бре. А храна? За храна нема одето ни купуjem и да тражим по продавници дали ќе ми дадат. Тој не е еден ден или 2. Пошто мора да се враќам па на работа, али овие деца ни многу далеко живеат, значи во планинас. Диво е место. Но како ќе им дадеш утре за во училиште храна, кифла, 10 денари, нешто да се купат? Кад имам ќе ни дадем, кад немам. Но како ќе им дадеш кога нема да заработиш? Па морам да идем да се примам па да радим. Не можем све дома да седим. Ќе морам па да идем да работим и па меѓу време како имам слободно време покрај нив да седим. А онека ќе мора сами да ги оставим. Ти си на две страни. Од една страна Да, треба ми треба родителска пари. грижа, а од Тачно. друга страна без пари. Ете, тоа не било. Али мора. Сек моментално баш не сум на работа, али пак ќе одам. За неколку дена пак ќе одам. На истото место пак се враќам. Морам. Ово е пред 5 години што сум можел да постигнем. Сам го направи. Сам сум го ископал, сам сум го... Уџидање ми помогнаат у некои другарчиња, али камињата сум ги све со сколечка рука. Од каде? Таму горе во долот. Све е ручното извадено, толку може да постигна и до туѓу од неќа руки. Ова све. Тие се родени долу во плевната. Тие се родени таму во Амбар. Тоа е било прво житарница се е чувало, па после јага соба премачка прави и там се 10 години се седеле таму, тие дечи. Там се израснали. 13 години бемо заедно и од тој не биде ништо. Зошто? Не знам, јас тогаш беше там во село, едно садеше компири. Ноќот ми се јави, гледате ги децата остави, јас сум си у Скопје, пријатно. И више nije дошла да ги види децата, ни пат телефон да ми се јави. Едното ми беше 4 годинки, Марија ми беше 5 оделение, а ова беше прво, Лука. И ја ги сами затеко децата у 10 сат. После 10 сат ја дојде од планина и ги виде како се оставени така, на милост и на немилост. И од тек сум си ги ја заземал и више не сум ги... Сигурно тоа би беше најтравматичниот ден. Нормално, пошто не знаеш што се деси, може некој човек ќе ги украдне. Сами мали деца за надекса, за ните. Од тогаш сум покрај нив. И се трудим за нив колку могу да ги испратим на прав пут. Она вечер околу 10:30-11 саат се отиде, нас не сами ости дома. Татко ми дојде у 12 саат, праша го, она беше си отишла рече за Скопје, отишла и токо. Браќата, они беа многу помали и они спиеше, а мене ми испратио мамка и сестра. И од тука она збрала си све облеката дрете и си отишла. И после јави се околу 10:30-12 саат да ми каже дека си отишла. И дека татко ми да си дојде дома. А он беше горе у село, значи многу далеко, но кеска не знам колку беше саатот, касно, прилично касно беше и он дојде и так она му кажа дека си избегала. Ти, веројатно како постаро дете од братчињата, Да. се грижиш за нив. Морам да се грижим. Не, онака нема кој се грижи за нив. Што правиш? Што правиш околу нив? Како им помагаш? И па отприлика кога дојат дома, морам да им покажем со домашно. А като одим, уклучи машина дре да пере, напалим огинот, вруќо да им е. Тоа е твоја обврска. Да. Учиш за во училиште, кој ти помага? Па лекот почитат би ја тој запамтил. Кој ти прочита? Па сестра и брат. Тие те подготвуваат. Да. Татко ти по цел ден е на работа. Па да скох. Бидејќи татко ви работи, поголемиот дел од денот сте сами. Да. Како ви поминува денот? Па некогаш добро, некогаш сами. Кога сте сами? Кога е ладно? Кога е ладно све во соба седиме. Кој ви чува? Па понекогаш баба, каде тука. А сестрите?
И она не чу. Тешко ми. Зошто? Само ги чувам сите. А за бањање? Па сестра? Да, таа ти помага? Да. Ако не ги ја чувам, нема кој да ги чува. Ако не кажат, ќе ги дадат у дом. Тоа бе рекол. Да. Ама за сега, тоа дие кажат, ќе ги дадат у дом, ако не. Кога се болни, како ги гледаш ти? Се сум покрај нима. До доктор, до болница, се сум ја покрај нима. Морамо да се бориме за живот. Да може да обстанеме. Идеме те по работа, те приватно, като имам меѓуслободно време, Цело време додека работите, тие се сами. сами се дома. И некад се сами, доскоро беше таму по Тураница работев. На Савале некад се успијат, јас све треба да мислим. Ви се случило ли да се успиете? Па да, 2-3 пати, ама увек се будим покрај телефонот, направим алармот и на Сабаре да ме разбуди. Ти се будиш и ги подготвуваш брачињата? Да, Се облекувате и веднаш тргнувате на училиште. да. Потоа заедно се чекате за да се вратите? Не, свакој посебно, кој скочи сошто. Еден има 5 часа, другиот може 6 или 7 да има и не, за да не се чекаме многу време да не губиме, си идемо сами. Та во колку часот станувате за да одите на работа? Ја у 4 сат. Тргате од тука. 4:15 мора да појдем. Пошто 5:30 ми е автобус и мора да бегам. До автобусот имате 1 сат, биш? Тачно. Па за бајли скочи околу 5 или 6 колку искочи и на вечер у 10 се враќа. Цел ден не го гледате. Да. Ептенкат нешто има проблеми дома, да се врти дома, онака не. Мора да работи. Онака не може да никако да преживееме. Кој ве буди? Па никој. Па како станувате? Па така сами. Сами? Да. И ти сам се облекуваш, сам се спремаш? Да. Заедно се семнувавте. Да. А кога се доаѓате од училиште поединечно? Па ја пред нима. Они после у 1 сата. И ти сам тука седиш? Па јас си поеше надвор си. Нема, ако имаш телевизор, те седеше. А не работи телевизорот? Не. А да имаше телевизор, ке си седеше, ке си гледаше телевизија? Па да. На Сабајле ладно, мора да палиме огин. Кад за школа многу рано станеме, околу 6:30, додај да се облечеме, оно стане 7 часот, појдеме на додаден саат, ни одење. После школа дојдеш, огин е угаснен, пага палиме, тука кози чуваме, раниме ги, магаре, кокошки, све раниме чуваме. Надоле, кога се семнувате, кога е темница, кога се враќате во зима, не ви е страх по шумата? Не, зашто сме навикнали ние. Прво беше малку страшно, ама сега се навикнама дека сваки пат идемо и навикнали сме. Никогаш ви излегле некои животни диви да ви исплашат? Па има ти скачан, ама исплажеш се пут и више толку не се плажи, знаеш дека нема те нападнат. Ако не ги закачаме, не нападат. Сега има многу пути идено вака како што сам 9 одделение, покрај едно, покрај друго, има многу пути идено на вечер у град. Идемо околу 4-5 сати скочимо дома, до 9-10 дома дојдем. Само се враќаш Да. на вечер? Сам. Сигурно е многу страшно. Па малку е страшно, ама сега мора да си иде. Со другарките излегуваш? Да. Немаме пут за школа, многу време треба да одиме. Некогаш кога врне дожд, снег, немаме услов за одење. Малку да ме исплаши, ја знам што е прилика. Ако викне нешто посебно, например, како прасе или нешто такво, так знам да побрзам, да не искочи пред мене. Еве, они некад, например, од школа и да останат негде покасно и се ги мислим дали ќе дојдат дом или ја да им да ги земе. И тоа се секираш? Да. Не се слушате, телефони имате? Имаше брат ми, ама падна му у вода му падна и ga скрши и сакнема. И не можеш да знаеш до каде се? Да. И кога да дошли? Се случило ли многу да закаснат некогаш? Да? Па има некој 5-6 пати имат закаснено, ама
Јавим се на неговите другари, они ми кажат прилика дека е с ними, затоа знам. Животот на Игор и на неговите деца е многу тежок. На врвот на планинското село нивната скромна куќа ја крие нивната тага, но и желба тие да се симнат долу во градот и да им биде полесно. А можеби најтешко од сите е на малата Марија, која мора да стане прва за да се подготви самата, а потоа и братчињата за на училиште. Да им подготви храна, да запали шпоред за да не настинат и да учи со нив за да не заостануваат на училиште. Семејството ќе рече дека има денови кога живеат и без храна, ако татко им не заработи и не донесе. Сите им се исмеваат зашто се сиромашни, зашто живеат одсечени од градот, а се што сакаат само една соба и бања, токму таму, за да не се плашат повеќе ни страшната шума, додека минуваат сами и бегаат од дивите животни. В секој момент може да се деси да немаш, нема да ги купиш. Пари немаш, бресија нема никој ти даде. Ако нема, мора да идем да купимо. Као што видиш, прилично е далеко. Ако нема, мора да чекамо за да донесат јадење. Татко ви да донесе? Да. Па у школа татко ми работи и ни дава пари за да имам у школа да јадам. Ете некад кад нема, има помагат никој може. Кој ви помага? Па прилика сите кои можат помагат. Може се случи некад, останеш дефект, автобус, едно друго. Све може да се деси у животот. И кад дојдем само ги видим, а некој се јале, ако не се, па ги прашам, али некад кажат јадем, а они не јале. Зошто така ти било? Па зошто да не се нервирам? Да гледат и они по-лако да ни. Сметки, струја, телефони, јадење за школа. Едино превоз не може да ни платим, пошто нема. Не стиза и пешки одат ностоп, секој ден. Што ти велат за патот кога го да циврниме тешко? Па тешко ни е, некад дојдат мокри, гливец, патики вода. Сабале за школа појде оно гола вода. И цело време доле на часови и после кад дојде па вода и после болно по болно, а што да му правам? Најтешко е во зима, затоа што на Сабале станеш, многу е ладно, искочиш надвор, има лед, мраз, некад и снег многу врне, надоле кад идемо целите во гола вода се направиме. Се намокрувате? Да. Така седите на училиште мокри? Не, па соблачеме јакните, зашто носиме подебели јакни, они упијат вода, ние ги соблачеме, они се сушат у школа. А патиките долу? Па патиките ги носиме. Мокри. Да. Така додека не си дојдете дома? Да. Дојде жива вода, ко измрзнало оно дело, ја некад немам време када седнем огин да му напалим. Во зима мора и вода да носиме. Зошто? Па замрзне водата од на цревата и се мора да носиме. Од каде? Па има доле едно како чешмичка и од неја пуниме. И плюс во зима за пиење вода нема, идемо чеко нема, скоро од кај река има една чешма убава за пиење вода и од њу пуниме. И ти си одала? Да, имам многу пати идено. Јадење имам, баба ми она кад може прави, повише и ја прави. И ти нешто правиш? Да. Што знаеш да направиш? Што им правиш на браќата? Па манџа нешто, пжено нешто. Имам доста пати правено и лепи баници. И тоа знаеш? Да. Каде мислиш? Кај баба ми. Кад дојам од работа, ја до сред ноќ, тоа ја радим. Што? Па мора да ни манџа скубам, да ни сготвим нешто на ќумбет, за да ни оставим за Сабале да имат. Ја да идам да може да заработим, да може да ни дадем па јадење. Морам да радим, да заработим да имат. Ја раците какви се. И овој сум и стално. Мора да радим. Успеваш ли ти да им го покажеш правиот пат? Се трудам. Се трудам и тој да ги путим на прав пат. Да не се патат како мене да се мучат. Бевте принуден да дадете моментален отказ? Моментален отказ сум дал за овие 2-3 месеци, додека ја видат во школово. После кога ќе скочат на распус, јас одма враќам пак. Ќе поднасам барање, пак ќе идам да работим. Што сега се уште децата се на тај возраст да не кренат по лош пат. Секој родител што си мисли мора и јас да се завртем малце околу нив. Мајка имам, она им взима пенџија, ама они не устизат за лекови. А не па на мене ми даде.
Сек моментално ми е најтешко. Немам од нигде ништо. Кога ќе треба да му кажеш на татко ти дека сакаш нешто да си купиш, сигурно ти е уште потешко. Да. Му кажуваш или некојаш или преќутуваш? Кад многу ми треба, морам да му кажем. Ако не ми е итно, так немам потребно да му кажем. А со кого разговараш кога ти е најтешко? Кога тој не е тука до вечер? На кого се ги кажуваш проблемите? Па на никој, само ги чувам у мене. Ако ги кажем се на некоја, не ќе мислат многу како многу се жалим. У школа го кажем 2 збора, они мислат како многу да се жалим, многу да правим нешто. Немаш другарка најдобра? Имам една, она е ромка. И сега она од сите у школа, она највише с мене се дружи. И овие другите, што им да им кажем, они разнесат на цела школа. Се бањаат, како одржуваат хигиена? Корито. Староремско корито. Тоа ни. Немам. Купател не може да го. Немам услови да го доправам. Започна го, не може да го доправим. Те и ова собички што ги започна и ним не може да ги доправим. До тој стигна и застана. Па греемо вода во тенчериња и така се бањимо во корито. Некад отбили како не успеемо, понеделник, вторник. Кад кога можемо. Тесно е. Тесно е, Вие тесно. сте 4 луѓе. Како се Четворица. организирате, како спиете? 3 деца на едниот кревет, ја там спие. Горец. Немамо, например, доста кревети. Некој како сака не може да спие. Како спиете? И па ја брат ми и татко ми. Двајца по двајца? Да. Они се како сакат не може да спијат. Значи само во оваа соба живеете? Да. Во другата чуваме некои работи што се ни потребни. Седа тука на кревет, на столчи и учи. А учат ми, не се греот да се плачат. Колку може, трудат се. Кога би имале подобри услови, сигурно би биле Ја мислим повешки ќе се трудат и они. Сигурно, како девојче се посакуваш и своја соба. И па сакам, ама кад не може, мора вака да живееме. Си донела другарчиња дома? Не, тоа што е многу далеко. Не би дошла? А ако дојдат, Они не ќе да дојдат многу далеко. да беше поблиско, би ги внела ли во ета ваква Па соба? ќе ги доведем. Зашто да не, они ме кај ним пуштат и ја ќе ги доведем. Тато вики да дојдат другарчиња, вика овде. Оно самото се срами дете. И ја мора некако, барем викам, ќерко не се нервире, ќе го некако средиме овој. Али на крај не може никако да искочим. Убаво ли ви е во куќава? Такова. Не, што фали? Па да си имам посебна соба. Посебни соби. Па да. Сакаш ли да играш на компјутер? Не, па ја не знам да играм. Зошто не знаеш? Па дека? Не си играл никогаш? Не. Материјали за во училиште некогаш ви фалат ли? Татко ви сигурно со таа една плата што ја зема. И па сак фалат нема кад не може ги купимо, зачекамо кад има парите ги купимо. Ако нема, па ништо. Ке работиме со тоа што имам. А во училиште не ви викаат зошто немате? Па викат, ама јас сак ни кажем не мога да купим и готово. И они ни после не прашуваат ништо. Ако ми потражи некој пекало, ако немам, мислат лжем. Кад немам, не могу да им дам. Облека, нешто ми помагат ме за облекат, нешто ми дават, нешто кад могу купим ми. Има дре. За дре сега и секој ги помага. Али оно се дете расне, и да дре, како дреа 2 пати го облечеш, и мора да го трзаш таа Што друг. најмногу ти бараат? Мене највише ми барат патики, сака да бидат дотерани, облечени, средени да бидат чисти. Како сите, како секој деца. Како секој дете што сака да биде, имајте сака. Тука се сами, нема тука млад свет. Нема тука. Нема Тука немат ни цивилизација. друштво, немат ништо. Тука ако се играт со куќе, друго нема. И на мачите. Деца нема тука. Многу е оддалечено селото. И е лош, и пат е лош.
И зимно време овде снег, ветар кад дуне, води позамрзнат. Тешко е. Барем нешто ако могу убијат на овие деца, да ни малце као да ни извадим од ноктите, да могу да ги спуштим там надоле, поблиско да бидат и за Ушково, и за зиме снег, врне, дош, а овдека кад се раскиши, ова е као невидена работа. Сака барем да имаше негде доле да можеме живееме, убаво ќе беше, ама немаме, затоа сакав дека живееме. И решение има отприлика ако може доле негде да добиеме некој станче, некоја отприлика како една собичка да добиеме со купатилце, тоа е највише што сакам. Да можеме доле да живееме. Па и овдека не е многу сјајно живееме, немamo доста основни работи за живење, има прилика ќе преживееме некако. Викам како не могоме ние доле негде да имаше куќа доле да живееме. Баш овде морамо да живееме. Понека тоа си мислим. Барем од државата да ги помогне децата. Мене не треба да децата да ми ги помогне, да може да ги спушти малце надоле, да бидат како сите други деца. Да живеат нормален живот. Не живеат нормално? Не. Немам услови толку да ми дадем, нормално да живеат. А сакам да ги спуштим од тука, да не се патат. Патат? Патат се, многу се мучат. Треба да бидеме фер кон себе си и да не молчиме на она кое не ни одговара. Не треба да го толерираме она кое ни создава немири чувство на помала вредност, посебно ако знаеме дека заслужуваме подобро и повеќе. Затоа дружите се со луѓето кои ви даваат крилје за да полетате и дозволите им преку нивниот убав збор, насмевка или подадена рака да ви извлечат од калта во која се наоѓате, зашто и во најтешкиот дел од животот сите ние имаме некој ангел чувар кој бдее над нас и чека да побараме помош.